Добро вечер. Еве сме со екипата на Разнесено или Разнесени. Разнесени. Сите разнесени. Да. После представата и ќе направиме едно кратко интервју за припремањето, вашите искуства. Прво прашање вајде за режисерката. Ајде. Представата неколку пати ни напомена дека е за над 18 години. Иако е малку тешка за гледање, нели мислиш дека представата треба всушност да биде за малку помлада публика, баш затоа што носи некои пораки што треба порано да се сватат? Еве да речеме од 16 па нагоре. Пред да дојдат во тие, нели, да ги поминат тие години на формување. Па да, мислам дека е за млади луѓе, како прво е од млада авторка Сара Кейн, која е почетник на еден правец in your face theater, правец во театарот кој има за задача да ја шокира и многу искрено да ја прикаже на публиката проблеми од општеството во кое живееме, односно од системот. И иако ние ја играме за над 18, сепак можеби би требало да е за помлада публика, но не сум сигурна дали кај нас би функционирало тоа. Сара Кейн не е многу поставувана кај нас и некако е заборавена, како да се плашиме од неа, баш заради бруталниот јазик кој го има. И затоа не сум сигурна дали би профункционирало тоа за помлада и за малку постара публика. Ќе ни викнат полиција. Да, можно да викнат полиција. Но ја гледајќи ја представата, еве, втор пат гледам дека има, како што рековме, тешка за гледање, но има многу поуки. И убаво е тие поуки да ги видат младите луѓе пред да биде предоцна за целото ова насилство и сето тоа. И затоа ми беше вако прашањето. Ти исто ми кажа на предпремиерата дека неколку години се спремала да поставиш текст од оваа авторка или истиот текст. Да, се спремав уште пред да се запишам на театарска режија. Ми беше желба да работам нешто од Сара Кейн, зашто ми е една од омилените. И мислам дека за дипломска беше конечно стигнав до момент каде што можам да ја работам Сара Кейн. И мислам дека треба се повеќе да се работи кај нас, зашто како што кажав, некако е заборавена и некако како да се плашиме од вистините што ги прикажува во низините дела, а најинтересно е што самата авторка се инспирирала од вести на телевизија. Значи, вклучуваш вести и ги гледаш сите овие гадости, само некако сме навикнати да ги примаме многу нормално преку телевизија, во театар ни е чудно кога ги гледаме и некако се плашиме. И мислам дека треба да почне да се менува тоа и да не се плашиме од вистината во театарот. Добро, следно прашање за Бобан. Бобан, неколку пати те гледам, или јас така начекувам, или секој пат глумиш некои психолошки улоги, тешки за варење. Дали случајно ти се погодило така, дали се навикна на улогите или ги преферираш овие улоги? Па не знам, можеби така ме гледаат за подела. Така се погоди некако да и јас лично сакам такви ликови кои што имаат трансформација во тек на представата. Посебно таква бруталност ако носи некој лик како овој во оваа представа, кој што е искрено да кажам многу далеко од мене како лик. Замисли да беше исти. Второ, мислам дека кога би со овој текст би се зафатил посериозен театар, тој лик ќе го доделат и така е под текст малку на повозрасен човек кој што има сепак проживеано, сакам да кажам, такви како мојот лик, за жал, ги има многу во средната класа тука кај нас во Македонија. Може да го видиш у такси, може да го видиш у маркет, може да го видиш кај што се растовара нешто у продавница. Мислам, тоа е Јан, денешниот Јан, кој што е преокупиран со други работи, не внимавајќи на доблестите у животот што требало да ги изнеси пред него. И сметам дека денес би бил актуелен ликот затоа што
обично мажите познати се у тоа дека се груби, дека се све најлоша, ама ете би можело денес да се акцентира дека денес се поише се нервозни луѓето, а посебно таквите ликови како Јан, како ликот во представата, и мислат дека може да направат се. Мислам, ги имаме и на позиции, ги имаме у една зграда у 5 стана сигурно ваков лик како мојот. Тоа е нешто што денес ги натера луѓето да станат. Лоши ли, злобни ли, нешто. А тоа дека јас го играм ова, не знам, ете... Не одговараш на режисерите за такви улоги. Добро. Ива. Следно прашање за Ива. Ива, Кейт. Слушам. Представата, рековме веќе прилично тешка за гледање. Да. Не ни можам да замислам како е за да се припрема ова и да се одигра поново и поново и поново. Како ти се враќаш после одигрување на секоја ваква представа? Како се враќаш, еве да речем првите 30 на минути по представата? Како се враќаш во реалност? Па искрено, убаво ми е после представата. Некако се чистиме ние актерите. Ама да, во текот на процесот нормално дека ми беше тешко затоа што немав простор, некако ми беше страв да се опуштам за да не знам, си го водам тој нормален живот, а сепак треба паметот да ми е тука и да сум присутна на проби и да сум во тој некој, не знам, во тие малце мрачни мисли или да се вратиш на некои трауми или да се соочиш со траумите на луѓето што им се случуваат, што можеби не ги познаваме или ги познаваме, ама мора да црпиме од нив за да се случи ликот. Или од самите себе, зависи. Добро, значи празнење на представата и потоа ти е добро. Да, ако ти сега заврши. сум окей, да. Првата изведба Сигурно. беше малку тешка од после, така ми беше неубаво, ама после тоа се навикнуваш некако, како чистење стварно доаѓа. Пошто некако мислам дека знаеме дека сме ја постигнале целта, нас сепак ни е целта да пренесеме добра порака, не лоша. Со представава и затоа мислам дека треба да се осеќаме задоволни, иако мислам дека тие луѓе што треба да ја гледаат представата нема да дојдат да гледаат представа за жал, ама може би кај некој нешто ќе промениме, не знам. Ево, може некој ќе им пренесе. Гледав представа, Да. ова не е окей, Да. ова е окей. Немој да го правиш ова. Не. Прави го не ова, знам, оди не во верувам. театар. Дека мислам дека луѓето како Јан баш дека не се свесни за да дојдат и да Секој погледнат случај- и да се соочат. Надвор од комфорт зона е текстот, мислам. Да. И за публика, и за актери, и за За сите. како работа. Дефинитивно. Ане Блажевски, Повели. Слави. присутен. Да, присутен. Твојот лик исто доста интересен. Како ти си го гледаш својот лик? Го гледаш како некој негативец, како некој херој, заглавен во целата баналност на злото? Како го ти доживаш твојот лик? Ко некој што е заглавен у тој, ајде да речеме, синџир на исхрана. Така го гледам. Така и го работевме. Као на некој што му се десило нешто, па он тоа го пренесува на друг од одредени причини, сега да не го разлаба мотивот. Така главно го гледам. Значи како само една алка во синџирот Види, кој што Да, јас морам да го гледам така за да го оправдам се тоа што го прави. Да. Знаеш, за да застанам зад него за тоа да биде вистинито. Иначе јас него како го гледам од страна тоа е друго веќе. Али како актер кој го креирал, така го гледам, као некој кој заглавил тука у синџирот на исхрана и сега воден од тие, ајде да речеме, трауми, од тие мотиви, го прави се ова што го прави со тие некои своји гласови у главата кои тука му се мотаат. Секој чекор кој го прави. така, значи повеќе оди на кај еден можеби херој кој што е само заробен од баналност на злото. Да. Тој добил нешто, тој само Да. го пренесува исто Може да нешто заклучиме натаму. дека е така, Да. да. И па добро, фала ви за ова кратко интервју. ти на тебе. Некој следен пат малце поопширно има зашто многу се разговара за вторката, за зашто овој текст се поставува, не се поставува, но за сега доволно. Фала ви за убавата интензивна вечер. И се Фала ти гледаме на Фала. тебе. наредната. Извинете на терор. Добро дојден, добро дојден. И фала што доаѓаш втор пат.
Да, фала. Да, секој пат за театар, секој пат. Јас уживам во театар. Дојди трет Знаеш, пат. за новинар се работи. Си викам, ајде да видиме судбината. Кај ќе не носи. Па тоа е тоа. Чао. Ćao. Пиштолот на глава, ке им кажеш што ке им правиш, ке ги натераш да чекаат и што? И што? Пука му нив, шо?